Благодарам, почитувам председателя, почитувани колеги пратеници. Во делот на овој закон, донесувањето на овој закон за укинување на радиодифузната такса, нашиот став, ставот на Социјалдемократскиот сојуз е јасен, конзистентен и е став кој што го имаме уште пред доаѓањето на власт или формирањето на ова парламентарно мнозинство. Уште додека партијата беше во опозиција го поднесувавме и баравме да биде укината радиодифузната такса. Сметаме дека ова е праведен модел, бидејќи во Република Македонија овој модел покажа дека многу од нашите граѓани поради неплаќањето или поради доцнењето за наплата на радиодифузната такса се доаѓа до ситуација да им дојдат извршители на врата, да треба за 190 денари да плаќаат огромни извршителски трошоци, кои што не можат да ги платат. Оваа радиодифузна такса ја плаќаа прво граѓаните, фамилиите, а потоа почна да се наплаќи од компаниите, од фирмите, продолжи да се наплаќи и да ја наплаќаат и најмалите компании, фирми во Република Македонија, па на едно семејство да доаѓаат по 2, по 3 сметки за радиодифузна такса, што беше проблем кој што мораше некако да биде надминат. Иако овој модел сметаме дека не е добар, затоа дојдовме до став и овој закон го предложивме, сега еве го ставаме на дневен ред на усвојување. Што се однесува до затоа сметаме дека овој модел е подобар во секој случај кој што сега го нудиме со укинување на радиодифузната такса, отколку претходниот модел. Што се однесува околу конзистентноста наша и конзистентноста на ВМРО-ДПМН, овде има голема разлика. Знаеме ние кои што учествувавме на Комисијата за транспорт и врски дека ВМРО-ДПМН на неколку наврати беше против донесување на овој закон, па потоа беше за донесување на овој закон, па самата политичка партија ВМРО-ДПМН го предложи овој закон, го ископира или го украде од нас за да го предложи, меѓутоа немаме ние проблем да вие го предложите, а ние сите заедно да го изгласаме. Проблемот е што тогаш кога го предложивте, ребалансот на буџетот не беше донесен и тоа го кажавме и на комисијата, дека во моментот кога ќе биде донесен ребалансот на буџетот, во моментот кога ќе се скратат непродуктивните трошоци, ќе се обезбедат пари за оваа намена, за овој закон, во тој момент ќе го предложиме и сите заедно слободно можеме да го поддржиме и сите заедно можеме да излеземе да се пофалиме со ова законско решение дека ја укинавме радиодифузната такса. Што се однесува до медиумскиот простор, слободата на медиумите, каква беше во минатото, каква е денеска и каква треба да биде во иднина, сметам јас и мојата политичка партија дека состојбите во медиумскиот простор во минатото беа на едно најниско катастрофално ниво. Тоа го покажа и Репортери без граници, иако и во тој модел претходниот, граѓаните си ја плаќаа радиодифузната такса и требаше да очекуваме македонската радиотелевизија да биде независен медиум. Меѓутоа и кога граѓаните ја плаќаа делумно радиодифузната такса и ја финансираа МРТВ, македонската радиотелевизија во тој момент беше најнеизбалансирана и го допре дното во овој дел на балансираност на медиумското представување и во делот на кампања и пред кампања минатата година. Па затоа во делот на Репортери без граници, ако во 2003 бевме на 51 место, во 2004 на 49 место, во 2014 паднавме на 123 место, 2015 117, 2016 118 место. Ова е показател кој што говори дека не значи ако граѓаните ја плаќаат радиодифузната такса, дека со сигурност ние ќе имаме објективни медиуми и избалансирани медиуми. Проблемот е во политичката волја. Дали ние денес како парламентарно мнозинство имаме политичка волја да ги ослободиме медиумите од стегите и медиумите независно да работат, да функционираат и независно да ги известуваат и информираат граѓаните. Убеден сум, оптимист сум дека во иднина ќе се подобри оваа состојба во медиумскиот простор. Верувам дека сите ќе се согласиме дека и денеска е подобра состојбата отколку што беше на пример пред 6, 7, 8 месеци и затоа само со голема политичка волја од сите политички партии во Република Македонија и од владеачките и од опозиционите политички партии ќе придонесеме да медиумскиот простор биде таков каков што посакуваме, европски, светски и по пример на најдобрите и најсилните демократии во Европа и во светот. Затоа ве повикувам сите да го поддржиме ова законско решение и да покажеме во иднина дека македонската радиотелевизија, иако ќе се финансира од буџетот, дека ќе биде слободна
телевизија или слободен радиодифузен сервис и дека нема никогаш повеќе да биде партиско гласило ниту на ВМРО ДПМНЕ, ниту на било која друга политичка партија. Благодарам.